Другари и другарки, започнува Редкаст. Уживајте. Добро вечер, драги луѓе, добро вечер, Редкастери. Јас сум Кирил Трајковски Максим, а вие го гледате 13-тото издание на Редкаст. Вечерва, како што може да забележите, сме во малку поразлично издание. Излеговме на терен, а кој ќе биде мој гостин, дознаваме за кратко. Прво се разбира да си ги поздравиме нашите спонзори. Одиме со Клима Лайф, фирма која е експерт за нови брендови на клими за нивно сервисирање и одржување. Доколку се уште не сте набавиле клима, сега е вистинскиот момент да се јавите на 075 660092, а момците ќе се погрижат за се останато. Да си ги поздравиме и Алка Битола, место каде што традицијата и вкусот се спојуваат во едно. Во Алка Битола ве очекуваат врвни пастермајли, пита мајли, ловечкаво тесто, локомадес и врвни специјалитети што се прават со мерак. За нарачки информации јавете се на 079 225 714 и препуштете се на вкусовите и квалитетот за кој зборува цела Битола, бабам Битола. А тука и нашиот нов поддржуваш на Редкаст и голем пријател кој што ќе го видите подоцна. Станува збор за Роберт Китановски од Скопје Инк студио за тетовирање. Сите што сте спремни и сакате да си направите нова тетоважа, можете да го посетите овој исклучителен професионалец и уметник кој ќе се погрижи тоа да изгледа безпрекорно. 078 307 303 е бројот на кој може да се јавите и да си закажете во Скопје Инк. Тоа е правото место за вашата нова тетоважа. Вечерва во Редкаст ќе зборуваме за уметност која не стои над зид, туку живее на кожата. Нашиот гостин е човек кој наместо четка користи машина, а наместо платно, замислете, користи човечка кожа, а и како поинаку, нели? Ќе зборуваме за најлудите идеи на клиенти, за тетоважи, ќе зборуваме за болка, ќе зборуваме за уметност и за тоа што на вистина значи да оставиш траен печат. Останете со нас, ова е Редкаст. Еве не, драги гледачи, се враќаме во Скопје Инк студио за тетовирање заедно кај Роберт. Добро вечер, Роберт. Добре ни дојде, односно добро ти дојдовме ние во твоето студио на твој терен. Како си, шо приш? Добро ме најдовте. Добро сум е, стандардно работиме. Ти работиш? Цртаме луѓе, да. Како иде ли работа? Има ли луѓе што сакаат да се тетовираат? Има. Повеќе него што треба луѓе да се тетовираат. Да, бога ми во последно време, мислам во последно време, више 20 години, тренди стана, луѓето се почесто и почесто сакаат да се шкртаат по телото. Ја уопште не знам и дали постои човек што веќе не е тетовиран. Има ли таков некој? Јас сум таков. Постојат, ама валјда си од ретките. Така? Осеќа се посебно. Ја мислам дека после емисијава више нема да припаѓам во таа категорија. Океј, Роберт, ајде да почнеме од почеток, ете за луѓето што не те знаат. Сигурно има и такви, иако си многу познат тату артист. Ајде кажи ми како започна твојата приказна со тетовирање? Па започна случајно, многу оддавна. Сега ќе му пред да созигам уште постара. Пред 2000-та негде таму, не знам колку, 5-16 години. Пред војната. Пред битката е некаде, не беше војната. Добро. Вакво се преселивме од Топанско во Ченто и децава што ги цртав по базени кои идевме кои им правев тетоважички трајбли, тие чуда што идеа модерни тогаш, и Chicago Bulls логото, Джордан. И најбоље. Кога се вратил едниот од нив дома, во зградата имал тату артист локален што правил тетоважи, што правеше тетоважи, него не можам за жал да го поздравам, пошто е починат. Иво се викаше. И го прашал колеле кој ти е правил тетоважа, шубаво нацртано, мислам тетоважа, наводници тетоважа. Кој те шкртал. И овој му кажал, типот ме побара, дојде да правиме муабет, ако сакаш да соработуваме нешто, тогаш дете 15 години, колку имав, само што запиша пометничко. А значи сепак си подкован уметник си, пред тоа си цртал нешто, портрети, ова, не знам што си правил. Бог знае од кога. Мртва природа. Ако прашате мајка ми, од 3 години цртам. Така. Да, што не ми се верува дека од тогаш, ама оддамна е. И кога отидов кај него ми понуди да му правам ја тетоважи, пошто тогаш немаше како сега, нели, интернет и чуда, можеш клюкни, залепи, испринтај, секој може да стане
тетовирач, да кажеме. Аха. Тогаш беше малце потешко. И отидов кај него и тоа беше условот. Ќе ти дам ја баш некој денар, пошто детиште бев тоаш 15 години, да ми ги црташ тетоважи, ја ги тетовирам. И така почнавме. И 2-3 години се бавтав кај него до 18 и на 18 викам супер е вака, ама дај да почнам ја малце да цртам по луѓево. Браво. Првично не му одговараше, беше супер тандем сме вака. Аха. Ама процентот не беше некако. Не беше некако. Кој што одговараше за балансот него. Да, некако не балансот беше лош и Да. некако додовме до заеднички јазик да истетовирам се прв разделите. муштерија. Не, истетовирав прв човек кај него. Првите два тројца кај јасно. него ги направив, ама тогаш немаше, колку имаше, не се ни сеќам точно 2-3 студија мислам дека имаш у тоа време само. И после си почнав дома да си тетовирам. Полупрофесионално да кажем. Кажи ми, а пошто дедо ми, Бог да го прости, нешто за умрение се ни се отвори тема. Он беше цел истетовиран човече, рачуне 39-та рода. И он ми кажуваше дека порано со тоа JNA, нели, со игла нешто. Си правил таква тетоважа? Па не. И кој Не, ама сега ги гледам почнуваат Процесот. пак да ги прават. Па процесот ништо се мота на иглата конец напред малку за да не истекува бојава кој ќе- Добро, и Пошто нели таму нема механика некоја што работи на игла, Така него да е само ручно. брцаш и ако брцаш на игла нема да задржи боја. И конецов е за тоа. а шо боја мастило? Па Специјално мастило, ама некое? не, специјално ти овие сега дали се Шо специјално. пенкало ли ги вадиш? Па оние што се не знам, преска спомна колегата баш, Да. ротринг, ама од на дедот и време валјда не е ни ротринг, некој мастило за цртање, оние што е за пишување, што биле мастилова, за перо. Сериозно? Па некој такво мастило се, точно не знам, ама мастило за цртање, за пишување. Добро, на Пошто пример, покасно се измислени овие усовршени бои. Мислам за кај нас збориме се, не знам кога се измислени точно, ама не кај знаеш нас што ме стигна занима, покасно. како знаеле точно колку длабоко да навлезе во кожата? Брат, не знаеле најверојатно тоа. Лупале, До ден денес не знаеме точно колку треба, пошто зависи од многу работи, од кожата, од иглата, од еден куп работи. треба зависи. крв Нем- ли да потече? Што е фора? Па не треба крв да потече, треба да прими кожата во бојата, ама нема правило, нема точно колку милиметри што како, пошто тоа стално прашуваат колку милиметри влага иглата, ама тоа кај дебел поише, кај слаб помалце, од зависност од местата, кај тетовираш помалку влага иглата, така да нема некое правило конкретно. Кажи ми Ама се, со осет, од осет, нема да знаеш колку треба, или не се ни штелува машинката, сака на штелуваме и ќе влезе колку што треба. На осет работа е. значи сепак треба да имаш хват. Не е Па, она треба, да речеме да. само машината работи ти само да Па, поставиш да. технички да биде Така, као така. не. Пожелно е да имаш малце осет, да. Да, добро. Роберт, кажи ми, се сеќаваш на првата тетоважа што ја направи? Па да ти кажам право се сеќавам, убаво се сеќавам, не беше една него беа 2 или 3 мислам, као 3 тетоважички мали, а го тетовираше дечкото што го спомнав на почетокот, што почнав кај него да тетовирам. И памтам дека ја подолго му ги цртав тетоважите од што он му ги тетовираше. Значи ако мене ми требаше 40 минути да му ги нацртам 10 тетоважи правеше, овој му ги стетовира за пола сат сите тие. Значи му ги тетовираше и ја не разбрав што е работата и ми вика се ти проба. Ја како го гледам збунет викам како, а тој него на многу љут тип ми изгледаше дечкото. Вика ужива, вика добар, а он вика нема гајле, викам прв пат ми е, не можам да Така, човек викам оно нигде не сум пробал никад со машинка, ајде ужива вика и тој вика да нема проблем, проба вика ја гледа цел ишкртан. А он имаше од оние тетоважи за кои сите правиме за ебанци што се со имиња шкртани као Да, јасно. жени, нената рака му беа жените дори шкртани и на крај последните две му беа Како пишани раскинува, така ги чкрта. Па најверојатно, а другава му беше со машки Еј, што му биле што му биле другари и са да не ги кажувам имињата, Добро, не. овој шкртнат, А овој као умрел, тебе- овој у затвор, овој ваму и са уште 2-3 нови што му биле са нови другари стекнати. И А ја на такви грб му работи. правив 2-3 тетоважички што среќа тогаш не можеше да ги види, барам ја така си мислев. Ама после некоја година го сретнав на улица случајно. Сакаш да те тепа. Па не, јас си мислев искрено дека сакам да ме тепа, пошто некој претходно ми спомна бе овој што го тетуираше те бараш, викам ле, викам зашто ме барал човеч. Вика не бе многу бил задоволен, вика сакам да го тетуираш пак. Ајде викам топ. Супер. Не сме устрали работа од старт. Добро. Кога правиш тетоважа, повеќе се чувствуваш како уметник или како психолог? Затоа што
Или има некоја Психијатар. подготовка? Да, не психијатар. Не, се шалам. Се прави муабет со клиентот, па зашто или не навлагаш во тие? На почетокот ето, ако е прва тетоважа или нешто така кога се помлади, пошто Го седнуваш онако и кажеш, дали си ти свесен дека ова ќе ти остане до крајот на животот? па не, со оглед на тоа дека треба да се тетовираат у наша корист. Така? не се шалам. Не, ако е глупа тетоважа, пробуваме Да да не ги јадеш кјутек од твоите дом. Така да, па не, не, кјутек нели нема да јадат, ама тоа е голема пречка кај младиве родителиве, што до ден денес не го разбирам уште, пошто татко ми беше таков. Ама ми се смешно не може да се тетовира сега, има 17 години, кога ќе направи 18 нека се тетовира. Као за таа година кој знае што ќе се деси во психава на човекот. На 17 не знал што сега, на 18 ќе памети. Така. Ама родителиве се малце така да уште се до некаде они некоја бариера меѓу Ајде да се хартијата вратиме наша. сега на почетокот. Значи добро беше кај тој се испраксира, со него имаше мала соработка и после се разделувате, претпоставувам. Да. Прашањето ми е дали нешто друго си работел во животот или од дете работиш само тетоваш? Не. Значи мислам дека сега да не кажам дека нема што не сум работел, ама сите работи што ги правеле младиве се сум поминал тоа од келнерство до такви ствари. У меѓувреме нели учење, па после нешто студирање. Заврши уметничко, така? Не. А, не заврши. Се запишав, ама не ни тргнав, да ти кажам право. Пошто некако бев разочаран од цела ситуација што е како и сите наши Врски и шеми тие Па, работи. така беше да. Непотизам. Да, непотребни работи, да. Требаше, моите запнако, ајде заврши, ќе дадеме ние што треба. Викам, Што и ти искрено даде? мислам лошо звучи, ама ми беше тогаш, викам, да ве заглавам вас финансиски, за да завршам и да бидам дипломиран невработен уметник. Некако не ми држеше вода, викам... Келнерки. Па не, за жал или за среќа, тогаш ще решив да кажам во војска да идам, не келнер. Сериозно? Беше у войска? Па да, Си се пошто- утепал од тетовирање таму, Па а? таму беше како пракса, брат, тоа Со беше иглата добро. таму, тој момент? Па не, тоа таму не со со шеста. ама со праена машинка беше, да. Аха. Значи блиску до иглата. Измеѓу Да. иглата, прелазот меѓу игла и ова транзиција. Да, тоа беше. Добро, преска. значи не заврши тоа, беше у војска, се враќаш и како реши да отвориш тату студио? И Па тату студиото многу покасно го отворив. Прво работев кај еден пријател мој, он имаше козметичко студио во Рамсторм беше. Кај него в краток период и беше, да го кажам, како хонорарно повеќе, викендашки што се вика. Пошто тогаш почнав и да студирам германистика, што нема врска со моево, нели? зашо бе секоја школа е убава? Па не. Поготово јазиците се богатство. Факултетот беше за на мајка ми атар да ја направам. Демек братучедите мои студирале, па да не бидам ја црна овца само. Ама не го завршив. Добро, ама знам дека во Германија нешто имаш Па некоја имам историја таму студио друго, да. Имаш сега моментов студио? Да. Имам и таму студио, да. Сериозно? Таму е Патуваш? слично името. Па цело време од кога ми се роди малјов, па тоа многу почесто на пократок период. Порано бев, да кажеме, 2 месеци тука, месец таму, а сега сум секој месец таму по 10 дена, така да ако не сум овде, ако Таму не сум каква- достапен на бројот на Вивер мора Да. да баца. Каква клиентела доаѓа во Германија, мислам? Исто нема тоа разлика у клиентели нема, сега исто Нема, и тука така. и таму, од млади до стари, од Еве, мислам, бели нешто до балканците црни. доаѓаат ли Па таму? пробувам да не ми доаѓа да ти кажам искрено. Зашо бе? Па не брат, јас Не ти плаќаат на па не за плаќање брат, ние не знам. Пишко пивали, ајде бе. За тоа ти кажам на старт да не. Да не збориме, да не навлагаме. Знаеш, ме чуди Не, овој... избегавам брат. Значи македонци многу си ги сакам, што ми се мојот македонци, ама многу сме покварени и македонци и балканци. Да. Таков народ сме некако користолюбив и не ти треба кога си надвор тоа. А има ли разлика во цените, например, во Германија и тука? Има, за жал Таму голема стандардот разлика. е, нели, повисок. Па не е само стандардот, него повеќе се ценат работите. Ти со Да. уметник знаеш како е, нема Да, врска да, тоа да. со парите имање немање пари, него е сакам ли да ги дадам за ова или да ги дадам за патиќи. А што те Така да. поврзува со Германија? Можеш ли да ми објасниш малце повише? Конкретно што ме Мислам, поврзува? не, па како таму ете, Како таму тргнав? отвори студио, Епа ти викам, германистика ете нешто. епа германистика студирав пошто живеевме во 90-тите во Германија, фамилиарно со Аха, моите. се преселивте како Па отидовме на татко ми имаше некоја работа на таму. гурбет. Па така, Од приказките. Печалбарски. Печалбарски, да. Ама татко ми пошто голем патриота, а тоа беше на распадот на Југославија која беше,
Се разочара скроз. Па не се разочара, напротив. Он е од оние што се шашави малце патриоти, ако се води војна доле на Балканот, нема ја да бегам тука ко Јасно. Добро. ко девојче. Да. Ко мома. Да, и вика ќе се вратиме доле. И сако мајка ми пошта дете бев тогаш колку има 10 години, ема вика па добро ти врати се ако ти се бори, ние ќе станеме тука ко па дојди ти после. Не, и така се вратиме сите за Македонија. А така се поврза со студирањето германски, пошто веќе знаев германски и викам се да не идам нешто како 90% студентиве наши што ги форсираат колку да се студира нешто. Викам и така знам германски, барем ќе студирам тоа. И преку германскиот добив она што е како work and travel, ама Стипендија нека? па не стипендија, во нешто се како summer job, преку лето да поработиш. Шидат по Америка. Да, така. Па ова беше во германски говорни подрачја, Германија, Австрија, натака. И ми се погоди работава да ме биде во Минхен. На аеродромот ту една валјда сендвичара ќе да беше за хот-дози некој чуда такви. И кога отидов таму, прво беше си го работев тоа што го работев, ама пошто веќе истетовирано, тука више тетовирав нели во Скопје. Па еден од колегиве што ми работеа таму, тие швабите, кога ми ја видете тоа, и што тубавате тоа, на рака што ми беше тогаш, кој ти ја правил, викам ја тетовирам, па дај да ми стетовираш мене. И тргна возот. Па така тргна се, пошто нема опрема таму, кога ја ќе купам опремата, ти направи тетоважа, да ќе ти остане опремата, викам ај што јам да изгубам, и така јам привиш слободно време, зашто ќе правам. Нема целена работа да седам дели нормално. Да. И од кога го направив него, после 2-3 дни имав повеќе работа со мојава работа што ми е, него таа што бев таму за работата на аеродромот. Да. И така почнав. Наредната година отидов за Америка, па на брод. Опа, ти нашетан човек си, Да. Машала. На работа. Ние у Германија сме били во Америка. Да. И Добре. после тоа кога се вратив уште еднаш преку факултет во Германија исто. И после почнав во студио во Германија. Значи баталив тоа што за ебанците со нели Со аеродромот таму. па со аеродром во Макдоналдс исто си ја пробав среќата со другари тука колеги од факултет. Пошто интересно беше баш кај нели. Шо беше интересно, брат, да прави сендвичи? Брате, ја многу сакам Макдоналдс на моја матер. Ја многу да се чуе, но Да, слободно, лабаво. Не, брат, јас сум заљубен сум брза храна за жал. Ние тостовине со сос. Брате, Добри брза беа, храна, тие. ја да можам би се удавил у брза храна. Мислам сега полека се опаметувам, ама многу полека и многу касно некако. Добро, а кој е моментов што те враќа назад цело време у Македонија? Со татко ти ми кажа целата шема. Не знам, ова е прашање Се ти у Минхен таму сигурно имаш повеќе све имам можности. повеќе таму, брат, и можности не знам, Идни не све. Сега немам тука кажа дека си објаснување. родител, дека детенци имаш да ти е здраво и живо. Фала. Сопруга сигурно све сте супер. Што не ги однесеш таму? Сега мислам не ме сваќај мајка. Не, за дете во конкретно единствена причина што ја би се преселила ако треба ради него да се преселам. Образование. Така, ама тоа ако он сака. Здравство. А сега не знам, не осеќам некако, не ми е Потреба. фер ја да му одредам кај треба да живее. Признај ти фалат кафаните. Не идам по кафани што натрешно. Тоа е најжалното Па, што не ми спудио, фали, а баш кај кафани ако не му Минхен, брат, пошто Балканци спомна преска, таму мисля дека поише Балканци него овде. Стварно? Така да, имаш и кафани, сендвичари, бурекджилници, така да нема нешто што би ми фалело таму. Ама валјда ми фали она дома си е дома, не знам. Така. Оној хаосот што го имам овдека, валјда некогаш ми фали надвор кога сум. Кажи ми, Роберт, дали тетоважата мора да има некоја посебна приказна или таа може да биде само така естетски стајана? Какви клиенти, мислам, до сега си? Па, какви клиенти? Па мислам, нивните Секак- желби да, какви тоа се да викам, доаѓа, што те секакви- вика стај ми типо желба или Значи, ова ме допира, ова има значење, знаеш зашто? клиентиве се да ти кажам, некако како све полоши стануваат и тоа валјда сите колеги мои го осетиле. Не знам што си замислуваат, дали си мислат дека ние сме и гатачи покрај тату артисти. Па ти реков ја психолог. Па не, ама брат, тоа е психолог, окей. Уште да ставиме онаков кауч, некој тука црвен, таков како на психијатар, за прво да си ги кажеш проблемите, па после да почнеме со работа. Него очекуваат премногу од нас некогаш се доаѓа, мислам, ретко се случува тоа, ама ми дојде тип еден, са не ми ни текна кој беше точно, а и нема како да го именуваме, нели нормално. Так. И ми вика, здраво друже, мене ми го даде бројот, небитно, тој, добро, супер, викам, фала на препорака. Е па вака вика, јас сакам, немам тетоваж, сакам да правам тетоваж, ми рекоа ти си професионалист, викам, добро, супер, викам, што сакаш да правиш? Тоа вика, не знам што сакам да правам.
Покажи ми што си Викам, прави. добро, не, ни тоа не ми рече. Он валја нешто чепнал, видел, пошто тоа беше многу давно кога повеќе постирав по социјални мрежи, са малце главам таму. И викам, добро, кај сакаш да биде? Не знам ни тоа да ти кажам. Прв пат се тетовира? Па прв пат да. Не се истетовира, пошто на крај стварно мислам ја трпам и културен сум и свето, ама кога ти се качи него на глава со глупости некој. И ми вика, не знам, викам, добро, колкаво нешто, викам нешто. Значи не знам никаде ништо не колкаво, брат, ти си професионалист, ти кажи ми. И ја вака го гледам. Викам, брате, ја колку да сум професионалист, викам, нит сум гатач, нит те знам, нит те познам и на крајот на денот па баш ми е гале што ќе тетовираш, викам, значи. Ти треба да ми кажеш што ја може да ти помогнам, да ми кажеш од прилика, викам, нешто од прилика кој фазон, која тематика, нешто. Не знам, брат, па ти си професионалист, не може да ти кажам тоа, ми вика. И викам, добро, окей, кога да ме ај размисли дома, преспи си, викам, и ако некогаш решиш да се тетовираш, мислам кај кого и да ја викам, и да не е кај мене, би било пожелно да знаеш што сакаш да правиш, пошто кај кој додеш ќе го замараш исто како мене, вака, викам, не може да не знаеш ни кај сакаш, ни што сакаш, ни колкаво сакаш. Дури да не ти се верува. Фала, и мене не ми свршиш дека ми збориш да ми сакаме заебава нешто. Обична работа, не плюкни избриши. Па го ставаш за до крај на живот и ај сега ти. Па добро. Си требал таму дека е скратен нешто. векот на живот и да се замарат излеса. Да се многу Не, ама факт ти викам, значи тој беше многу чуден типот, ама нема везе. А у глобала знаат што сакат, ама значи не се многу оригинални, не се не знам, значи нема значење тетоважи, пошто сега баш прескако што е помодарство, како еден куп други работи што се нели што гледаат многу запад да го кажам. Да. И се баш така плюкни залепи, баш кај сега еден куп луѓе тетовираат и тоа е многу достапно. Имаш што би рекле некои што учат туторијали, гледале на YouTube како се тетовира. И сега ќе почнат да тетовираат, ама не знам, не е како што би требало да биде. Значи тетоважата треба да има, пошто ја израснав така името дојде ова Скопје Инк од Miami Ink што беше серијава на времето, ја памтат, мислам, скоро сите ја памтат, а поготово нели тату артистиве. И таму главното беше тоа ќе дојде, тој пак ќе ти раскаже некоја длабока приказна зашто е тетоважа правена за тебе, да ти биде побаво за работа и да ти е померак и кога ќе ја направиш да сте сите среќни и весели на крај. Да. А сега ова ти е не знам. Значи се деша онака баш да правиш тетоважа, пошто си се договарал, ради реда, да, пошто работа ми е тоа, нели? Да. И ти ги плаќа сметките. За жал се поише доаѓаат со некој не знам ни дали ги кажам идеи, пошто не се идеи, доаѓа со некоја слика, сакам ова. Некој дури не ти даваат ни слобода да му смениш нешто. Што исто многу глупо е, тоа е разлика пример меѓу Германија и Македонија, една од разликите мислам од моје искуство. Што таму те гледат како уметник, овде те гледат кога да си му ти починат на него, како он дошол тука, он ти плаќа и треба ти, он како ќе каже така да биде. И со тек на време, колку и да не кеш така, го прифаќаш тоа, си викаш па сега ќе му мислам ти што ќе тетовираш, ми е гајле. Колку пари, толку пари, чао пријатно, ја ќе се завршам мојата работа, а ти мисли со твојата одлука на крај, што си добил. Кажи ми, Роберт, кога сме веќе кај тетоваживе што ја начнавме тема. Кој е најчудно барање што си го имал од клиент? Има ли нешто такво да ни откри? Сигурно имаш. Најчудно ми е или место, ајде, не знам. Па не, најчудно и место и барање беше, ама најверојатно тоа не беше поврзано многу со тетовирање, него беше на интимен, на полов орган кај машко, ама типот се јави, на телефон беше тоа, добар ден, дали тетовирате? Мал се збореше беше од друга национална. Добро, невидно. Сериозно? Тетовираме, да? Па, да, ама не, јакото беше што вика, дали јас сакам да се тетовирам на полов орган. Ја викам, добро. Вика, ама јас слушам дека ти машко си. Викам, да. Дали имаш и некој женско што тетовира кај тебе таму? Јас сега викам, дали му на типов за тетоважа или успут да се искористи се, пошто и така ќе тетовират, барам ќе го чешнат малце. Чекај, дај, која сме кај чешкањево. Ако е на полов орган, па тоа иглата кога ќе влезе, не може нешто сериозно да се зезне, мислам да те. Искрено немам искуство. Не некоја вена таму. Не, има. Тоа е опасна работа. Од оние чудена до трајна ерекција, до еден куп такви ствари, ама искрено немам искуство, не сум тетовирал никад. Не знам ни дали би сакал да тетовирам. Дали се тетовира на ерекција, која е за да биде? Не знам, пошто нема. Ако е Не, ама па нема логика, разбираш, ако не е на ерекција, тоа е како би му стоела ерекцијата, ќе треба да му донесеме тука некоја. Ај, да не биде шовинистички момент. Не, ама многу е те гледаш.
сепак публиката сигурно се сака да го ама на чуе крај што се испана деша. и пошто ми сврте муабетов на кај дали женско тетовирање, викам не, шефе са моја тетовирање, па не, ништо, добро, фала, многу пријатно. Викам ој неќе да му беше до тетовирање, викам ама. Да. А женско да ти се јави да праша, па ете машко да бара да тетовира. Па, женски не барале машки женски, значи они си кажуваат сакам тетоважа, или најчесто таму не знам зашто се или пеперот или текстчиња. Ама кај нив е понормално, си кажува дека сака само дека е на интимно место и тоа е тоа. Ти немаш проблем со тоа никаков? Па нема што да имам проблем, брат. За жал више почнав да ги гледам кој преспешно спомна не цртам на хартија на кожа, цртам исто ко на Па хартија. да, нормално. Пробуваш да Колку занемариш. гинеколог нешто, така му доаѓа. Па ваljda, Првите 2-3 прегледа, после више свети е исто. Да, па баш така доаѓа и Да. занемаруваш на кој дел од телото тетовираш, него ти е баш си ја гледаш работа. Има ли момент кога некој клиент се премислил, например, тебе тетовираш и ти вика готово, стој, не, ќе готово, трни. На сред тетоважа Да, мислиш? Не. има такво нешто. Не. Мислам има еден, тој ми е пријател, да кажам. Стој, се тој- зезнав, застој. Не се зезнал, него не знам што беше причината, мислам дека болка беше, као што памтам, пошто стално ме прашува дали некој се откажал. Сега, ако го слушнам, ќе се пронајде. Добро. Ама, јакото беше што ми е тој единствен клиент што до сега не сум го довршил тетоважата. Од тие што ги памтам, а горе доли ги памтам сите. Значи тој беше и го сретнав после 10 години од од кога му беше почната. И као викам брат што направи ние да снема си ја направи, не бе брат, еве ми ја покажа уште ми истата како ти кој ми ја правеше тогаш. Викам ти си луд. Ама да се предомисли вака не, пошто са колку и да им се некогаш неразмислени идеите, не се толку отидени валјда луѓе на сред тетовирање да му текне, освен ако не го присилил некој да се тетовира. Да. Не може иначе, нема логика. А например, има ли луѓе што доаѓаат као се прават јаки, храбри, онај после првите 5 минути, чекај, пауза ме боли, има такво. О, прашање многу ме нервира, пошто за Па ќе жал. го прескокне. Не бе, ќе го прескокнеме пошто многу ме на кај дискусии ме тера со женски пол и така они автоматски се прават појаки дека се од нас. Пошто ние сме на тетовирање баш така е, значи обратен е ефектот кај жени, они доаѓаат као леле ќе ме боли овка, тука се туфка, се пуфка, ќе почне о по ова ли е тоа, па ништо страшно, не, А така мажи ме коркаш. на се контра, еве брате, тоа важа, па ти ја што јам правен у животот. И ќе почнеш она јакото што јас сум пичкица невидена на тетуирање. Да. Тој што ме тетуира Мики Блажевски ќе си каже, знае он. Ама јас си признавам дека сум таков. И сега ако ме трпиш, трпи ме, јеби га. Ама овие други се на мушкото, нели, кога не ти дава егото, Да. не ти кажеш дека го боли, него ако се стиска тоа телово ти кажува ако боли, ти да ми се правиш дека не те боли раката трепери, са конкретно за рака зборам пошто го тетуирам на рака. Да. Он вака се стиска и најнаш бара пауза некој. Викам ти се пуши цигарче, не бе брат, многу ме скокотка. А викам како те скокотка, мене никад не ме скокотка лето тоа важи. А он дека му е глупо да каже дека го боли, пошто се навидум вака изгледа баш така како прав алфа мажијак. И поише почесто машки ве ги боли, за жал. Мислам. Да. Така е за се. Па не, за се даде немој Мажите се се ти. поголеми коркачи. Не. Ти знаеш ли дека да Значи, родиш ова е- дете е најголемата болка и не знам со што ја Абе, немој споредуваат сега таму. ти да се расправам со тебе како со жена да се расправам. Значи тоа родил најголемата дете? болка, не се родила ме камено бубрек и доктор рече дека е слична болката на камено бубрек кој имаш во спалување со. Сериозно? Да, 2 пати имам, значи кога 2 деца сум родил. Ама не ми е тоа ветро него. Тоа. Работата е што тебе природата те створила таква. Мислам женава, не дека она вежбала па сега родила дете пошто она се извежбала и сега го истрпела тоа. Така. Да требало ние да раѓаме деца, нас ќе не створила така природата и ние ќе сме раѓале деца. Дај тоа ќе се деси. Па Така тоа што треба тргнало се. во време, да. Ама не врска таа, различен тип на болка е. Са една е болка тебе да ти удара, да кажеме, бокс, полесно ќе го прифатиш тоа, а женава нема да го прифати Така е, исто, така, а не така, те за разбирам. ќе изчупа цела фаца, никому ништо, А мене ти- два пати чупнеме, солза ќе ми потече. Така да различни се Исто, типовите на исто, болка, исто. не е Сосема Не се толку си поиздржливи. управо, се согласувам скроз. Кажи ми, што најчесто откривате важата за карактерот на човек? Има, тука ги проценуваш ли луѓе овака? Зборам анонимус и сега да не го знаеш, сега добро за другари она сигурно не, си... нека нив претходно више го знаеш како и Да, да. да, вака ти доаѓа некој сега ти кажа, например, ружа сакам и ти си кажеш овој мафијашен некој. Па не, брат, ја обично ги прашувам прво. Значи, мислам, кога ќе го прашам сега, нели, ако го видам дека е некој што му се прави муабет, општо пошто се имаш некој намкјорести клиенти што тој не му се ни живе, а не па да ми збори на мене, ружа, ајде, кај сакаш таму готово, а кога е некој нормален кој ќе го прашаш, ќе прашаш зашто му е ружа, да пошто сега обично, сега баш руже што ја спомнат, тие ружите толку се више чести што сите се како градинари да се со тетоваживе. Значи ружа, компас, лав, тоа ти е више за добро утро. Сериозно? Па да.
Што знам ја тоа ружа никад не видам. Па не врска, немам ништо против ружите, ама од толку тетоважи на светов сега што ги имаш толку можности, интернет и она. Да, бе, ти Само бираш си- нешто. Па тоа ти сега ти бираш нешто што го има секој втор, а тебе ти нема тотално никакво значење. Освен баба ти ако се викала Ружа или нешто такво. Па не са, има и такви нели нормално да кажа бе баба ми ради баба ми ова, ама пак тоа поише држи вода него да стаиш не знам рандом онака нешто што тотално никаква врска нема со тебе. Ружа И тоа сега ги трендов. мешаат работите тетоважи што порано биле направени само за да затворат некоја површина што имало празно како оние облачиња што прават сега ружички такви ствари. Они сега го рисаат како главни мотиви, значи цела рака со ружики, а налупа или со облаци и А мене многу ми се свиѓа уште од порано сега, не знам дали е тоа тренди. Текстови цели на цела рака, као ракав. тоа да ти кажам, тие текстови Тешки сега? не знам дали се тешки, мене не ми се више тешки, ама толку имам пишувано На раце, на луѓе, на толку кожа, имам да ти кажам што студирав германистика, значи со пишување, знаеш, а таму не сум пишувал толку колку што пишувам овдека, да ти кажам. Ова све ми е, Свака час. да. Имаш ли Дори- некоја бројка колку до сега имаш истетовирано? 1000 луѓе имаш истетовирано? Тетоважи? Да. Како не гледа тие толку тетовирам од 2 години, па ти гледа луѓе. Многу луѓе се, ама немам точна бројка, ама не можам да гаѓам, ама ако прерачунам од прилика годишно, еве нека се не мора да се 500, нека се 300, 25 години тетовирам, а 15 стаи дека само тетовирање ми е работа, па преку 10.000 се сигурно. Што знам? Свака час. Многу се, многу се. Си остил траен белек во воопште. Остел, Нема да ти пега. кажам, да. А, Се имаш надам некои дека ми е иницијали позитивен. нешто? А? Како? Иницијали замеси на крај. Па еве ти го, нека има една. Ево. Абе, чекај! Не, еве ти. Да, бе. Да се Викам- знае. Ми викам подпис. Викам, а во Германија беше памтам. Ово е втор мислам дека што имам на 3/4 или два тројца имам тоа правено. Викам да не знам глупости. Не, вика брат, ова ти само имаш што викам, глуп ми е мене, прво ми е глуп многу ова. RK. Па РК ми е пишано, да, и плюс као подпис ми викаше, не вика, не така скратеница, него подписот, викам, брат, подписот само у банка го ставам, викам, и тоа што побрзо да помине само вака, го немам на два листа исто напишано подписот. Не, викам, ајде, јеби, како си запнал, викам, у испанда па на капчето, нека му е као да ме, као логото на капата е, и не се ни приметува толку добро изгледа. Ама има и такви лудаци, да ги кажам, тој близок ми е, ама глупости тотално, мислам, нема врска, не ти треба тоа. Доаѓаме сега до едно многу битно прашање што ми е важно да ми го одговориш. Ајде. Кој е најголем проект како тетоважа што го имаш направено да ми раскажеш? Најголем. Ма не знам, некоја слика на цел грб или на бут или на појма, немам што си прави. Немам така нешто. Со боење, она знам дека и се бојат и се Па да, ма ја избегавам, не сум голем фан на тетоважи во боја. Аха. Не сум нешто. црно-бело, мислам Па тоа. повеќе сум црно-бело, да. Бело нема, црно е. Па има и бело, ама се као се вика, дуствари black and grey нека биде, Така, црно-сиво. black and grey. Да. Добро. А бело имаш, ама Се деталчиња. сеќаваш на некоја тетоважа као проект онака огромна што се Па, како- работел како- 2 месеца, 3 Па година. нема, ама ти рачуне 2-3 месеци се прават сите големи тетоважи, и ракав да правиш и како се вика и грб да правиш, пак трае толку таа процедурата. Се прави да кажеме на 5-6 пати тетоважата со некој, ако не се брзан или клиентот со некој размах од 2-3 недели од сесија до сесија, така да има доста такви. Е со имам некои муштери што тие се цели шкртари, тие можеш како проект да ги гледаш, пошто тој мислам еден што Што го имам видел тука. онаков цел врат човече избоен. Е па ново Колку језиво. Мислам, мене ми е језиво, може и некој мене го ми е има. брат језиво. Ама се што е тоа? Ама мислам, кај као- тоа е лошото што луѓето се толку не Ама нема ништо, само избоен. не, Разбираш, само вратот му е како Сега не знам кај конкретно кај тој лик Сиф, како она, е, да, па да. Ама проблемот е што тие тетоважи ги почнаа како она задна надеж за покривање на тетоважи. Значи тоа трендот почна така. Значи еднаш кога ти ја усрал некој што те тетовирал или ти си се заебал сам, небитно, Добро. па идеш да ти ја поправи друг. И тој ја направил, ама не била го стрел, па седеш кај трет и тоа више нема чаре, И, нема ајде. спасување и сега Бој. више правиш само црна флека вака правиш. Сега за некој ден Туш. треба да правам една, сега морам да спомнам, ако тој гледа ќе се пронајде, пошто го убедувам да не прави така. Ми е близок пријател. никако човече. Ама Кој стај некој вес. нема врска, ама Не тоа знам, да викам, не знам. ако имаш некој таков проблем, оке, ама сега стана модерно. Сега доаѓаат тука фала Богу ја Цела барам. рука црна. Да, ми вика сега му тука црна вака. Шо е? Викам зашто? Па така многу убаво ми изгледа. А викам дај не ме забавај, купи си црн, она што се фитин маици, нешто се
Значи нема потреба цела рака црна да ја правиш. Друго е се овие што земале мука луѓево, па Така, тоа настанал трендот, ама и тие имаш комбинации некој са црно па нешто некој дизајн нешто па после пак црно, а ти вака са црна да бапнеш само. Ама сега луѓево нели што TikTokот преска спомнати пред емисијава социјалните мрежи и технологија колку што е добра, толку и лоша и ќе учиш некои глупости такви што немаат врска никаква, ама Ја немам Инстаграм. Редкаст моментално нема Инстаграм. па да, ти ни тетоважи ни Стара Инстаграм, школа, брат. Фейсбук само. Тука сме ние, хајлендерите. така да. Да. Имаш ли некоја тетоважа што за која што си посебно горд? Чекај. Имаш ли надпреварувано на некои, не знам, фестивали за тетоважи? Овие тату конвенции што се. Турнамент, Па, такви работи си да бил ти ли на кажам такви? еднаш само. Еднаш. И тоа сигурно во Еднаш Германија. е толку. Не, тука беше тоа. Тука. Па не знам, тие ми беа за жал са тие, пошто и тие се не знам како се надвор, пошто таму не сум се надпреварувал надвор да кажеме, ама не зборам за надвор пошто не знам. Ама овдека како и се останато, како и се друго што е со надпреварување поврзано е наместено, така да Наместено, и во Наместено е, тоа са. ли ги местат па работи? се ги местат работите за жал, сепак сме. Боже Госп. Пак ќе кажам са, не знам дали е надвор така, претпоставам дека и таму е така, ама не е како тука најверојатно. И ми нема поента сада, пошто тоа е убаво за реклама. Така да ја кога прв пат и единствен пат кога беше пред не знам ни пред колку години, ама може и да се, не знам, 15 на години, не знам, или 2-13 години. Правеа тоа што вие наши што се моторџиеве, ноќни волци правеа такви конвенции. Сега брзо има некоја тука, деновија, ама ја нема да видам тука како и да е. И убаво е да се отиде на такво, значи како доживување. Да, бе, да видиш нешто Мислам, нови убаво и искуства, за клиентиве и за контакти. артистиве, да, и дружење има и све тоа, тоа се е супер. Некој нов принцип на работа. Да, се е тоа супер, ама не сум осетил некоја кузна каква потреба на тоа. А некоја тетоважа со која што се гордеш? Не Имаш знам, или сите ти па, се нема. као Не ми се сите сигурно, пошто после толку глупости што доаѓаат луѓе што немаат никаква замисла за Да, работи, да, така да ради сигурно реда. не ми се сите омилени. Ама сега да извам вака стварно не ми текнува, ама најчесто тие што имаат некоја си приказна, значи Да. и подпис ќе да е, многу повише значи кога ќе завршиш ако му било нешто битно на човекот, него Не, нешто нешто така така, ради од реда, интернет да, ви залет. Ако утре мораш да престанеш со тетовирање, која друга уметност би ја работел? Ова ти убаво прашање да кажам. Ќе работиш во Макдоналдс. Ќе прав. Живи се брат таму. Значи имам Не, знаат не, другари што сме сериозно те работеле прашам. заедно. Таму беше мераци за Макдоналдс да си јадеш кога сакаш, Па што не сакаш. знаме, брат, Па не, тиња јадење. Сега да Ти направиме не крш се, поголем да ги отрови, поголеми рекламираме говна нема. Макдоналдс, ама крш се многу. Не, прекрш се, ама вкусни се да му мајка да кузне што ставаат у јадењето. Кузна, хеми. Па хеми сегде има, Хеми, ама брате. вакво А кажи ми, вака од тетовирање нешто, може некоја болест да се фати? Па може, ама не е така лесно како што си го замислуваат луѓето. Значи, ти- за да се фати сериозна болест е Треба со прљави игли, Треба со да нешто го да тетуираме овој што има хепатит С, па И со после истата со тоа, игла. да, или он да ми прснал крвови, па да зашљакаме со крвта, па на овој да му го пренесам. Значи не е така Значи лесно. бара голема педантност. Па бара, да, прилично голема педантност, ама не е како што си го прават луѓето дека е. Значи ние сме сигурно попедантни него овие што се колегиве наши у Да. медицински установи, у здравствениве, така да. Да. Значи предпочиташ секој клиент со нова игла нормално Па тоа пошто ти- не, скоро и немаш опција со иглите. Да, конкретно, не можеш пошто- сега да штедиш на игли. Па не е за штедење работат, него луѓето не капираат, они прашуваат, ама од муабети Пред нив им ја отвараш вака. Па пред се, нив ја така, отвараш, ама тоа нормално. ништо не значи, значи не е тоа пред нив отварање, ти него можеш тоа да се сакаш да камуфлираш, Ќе ја така. залепам претходно, ако Да, мислам бе, нема да, тоа да. него Тоа на работата е- душа, фактички Па да, ти ама како тоа човек. нема потреба од такво нешто. Значи Да. моментално се доволно скапите доваживе за да си ги покриеме и трошковите Так. и да си го наплатиме трудот што не, значи нема потреба. Се качија цени, а? Многу. За разлика од пред 10-15 години. Да, од пред 10 години, Рипнато ама е. пред 15 години лебот е качен 5 пати. Да, а не да, тоа све е важи. качено, ама- Да, ама не. Дека ете стана помодарство. И сега стварно да Да. не работата вие да наплатите, да удрите, сепак тоа си е по желба на клиентот. Па да, ама Кој сега сакал да се тетовира, исто тие кои сакам да скокам со падобран, Е, толку па, кошта. Така, ама Тоа е реално, тоа, разбираш. реално гледано ти е луксус, значи не е ништо Луксус. што мораш да го направиш. Да, да. Јадење можеш да купиш, облека, такви ствари, Да. а ова е тотален луксус. Е сега ти ако немаш пари да си го приуштиш, не се тетовира на крај крајава, ама
Има са тука нели пак различни цени варираат кај секој тату студио различно, поскапи, поевтини, нели кај повеќето си има нели како вика старене колку пари толку музика, ќе платиш повеќе, ама ќе добиеш исто повеќе. За жал негде и не е соодносот таков добар, ќе платиш повеќе, а ќе добиеш полошо може да биде. Мислам тоа не е само тука така сегде у светот. Ама некој баланс мора да. И сега не ми одговори, Роберт. Извини, за За која друга професија? тоа така си принуден да престанеш. Толку сум принуден. Па не знам, ја ако ме прашаш мене, ако сум принуден да престанам, би сакал да се пензионирам, да ти кажам прво да не треба да работам. Па не ми се работи, пошто прво ми е убава работа, со многу слобода и сега рака на срце и убаво платена, значи не знам што би работел што ќе ти се исплати како ова, значи и да ти биде убаво додека работиш и да се исплати. Тоа фала му на Бога сме, мислам сите што тетовираме, што сакаат тетоважи, се зборам конкретно, сме во многу мал процент на луѓе на планетава што го работат тоа што го сакаат и убаво живеат од тоа. Значи не е са ти можеш да работиш што сакаш и да земаш 200 евра плата, нема ти биде убаво на крајот на месецот. Така да нашево мислам дека е супер и не знам што би било, значи зборам и исплатливо, што ќе ми исполни нешто. Што знам, у последно време тоа преска почнав да зборам, гледам оние што прават, пошто уметничко кога учев, бев интериер и мебел ми беше смерот. Аха. И сега ги гледам оние што прават, дали како се викаше епоксидна смола или како да се вика, и со тоа прават многу јаки чуда, значи маси чуда и тоа многу јако ми изгледа. А со луѓе што работат слични такви ствари ги распрашував што сум ги тетовирал тука дека никој не го прави тоа како што треба тука кај нас барем. И тоа ми изгледа на прилично добра работа, ама тоа ќе бидам многу стар за да почнам со нешто ново да се замарам со. Добра, бела се. Да Така хипотетичко прашање, нема. Па тоа ти викам, не знам. Знам дека никад нема. Па сам некој хоби на страна, ако имаш, не знам, може сакаш да јаваш коњи, да стрелаш, хоби на страна, кошарка ми е хоби, тоа ми е баскет ми е брат, тоа мислам, мене ми е хоби официјално. Ама мислам дека баскет поише сакам него тетовирање, така да. Сериозно, Да, баскет за кој си за Булс што ги спомнате? Па за Булс си бев на времето. Сега Пипен, конкретно Кукоч, Родман. Па Џордан ми беше прв. Па да, и Џордан, добро, намерно не ти го кажувам, пошто кај него се подразбира. Икона. Да. Многу му беше добар овој документарец од сега пред 2-3 години што излезе. The Last Dance што беше. The Last Dance, да. Иначе омилен кошаркар ми мене, але најверојатно сега тие што Мене ми е Кармелон. Добро, тоа Е, е Јута. мужиште. Мужиште. Фала, Ама така најболи луѓе се. другари биле со Џордан нешто. Мислам не најболи, ама се дружеле. Па добро, сите тие А на терен искриле таа Ама фрча. така треба да биде. Сега у денешница тој жар е изгубен у спортовиве, они Не. сегде се како девојчиња. И па ни фудбалот. Па не, никој спорт, па кој Стана фудбал? све она како Брате, механика, као сите на значи, напани. штом на фудбалски дрес, коцкарска вако рекламира, Толку, бет, нема што да збориш за фудбал, тоа е Така, се е бизнес, тоа ти е добар муав. Поможе Јурил да го ставим. Океј, одиме сега со една брза рунда, бидејќи се приближуваме до крајот на интервјуто, ќе ми одговараш со да и не. Ајде. Да не збор. Океј, имаш ли тетоважа ти што ја криеш? Не. Добро. Немаш па Не, ми текна, не бе, тама драма. Си поправил ли тетоважа што некој ја направил лошо? Да, но Сигурно. мислам, да, уствари да и не сам више, да. Луѓето почесто се каат за тетоважа отколку што мислиме? Па не, Не. не. Зависи од човекот. Ретко, ама не. Би тетовирал ли некој во 3 часот наутро? Се Мора да и не да биде. Порано, сигурно. Да, порано сигурно, Ама да. сега деца, Ама жена. чисто ради детето, иначе не ми менја, да. Ако сум во Германија, да, ева ќе кажем. Во Германија, да, тука не. Да. Имаш ли клиент што ти се онесвестил кога си го тетовирал? Да. Еј, да. Сериозно. Да. Па нема кој немал такви клиенти. И тоа Како сега, бе? знам дека Чекај, овде ќе застанеме без да име. Не, тоа се Како кажам. се онесвестил, брат? Епа, Шо правиш тогаш? Шо, јакото нумаш ми е шамари? Не бе, тоа е онесвестување на баш моментално некоја секунда само Од трае. болка? Да. Од болка? Епа не од болка, пошто од са не се свестиле 100 души, ма да кажем од 5-6 души што не свестиле, дали еден или двајца биле сред тетовирање да се несвести, другите се уште не си почнал со несвестуваат. Сега тоа може да биде од Као од адреналино, од нешто? од возбуда неаден, му се собрале возбуда неаден, не знам, некој работи, стресот, не знам што и да е работа дома, такви ствари. Ама муабетот ми беше прескато, сега да кажам што да кажеме до пред 10 години имав двајца само. Значи така што им се десело да а претходниве 10 години 5 пати повеќе, може дали 6-7 души се онесвестиле, може и повеќе, што мислам ме тераше да размислам зашто се дешава толку често сега. Порано не било така, сега е.
ама секој ќе ми текне дека се модерно си анксиозен, депресивен и тие си чуда кои ги собере заедно. Па и нема више мажи, мора да Па не само мажи, жени се насвестуваат, нема врска. Нема више војска, човече, убаво рече ти си бил Брат, тоа војска. војската е најголема глупост, ја Викаш, војската. а не би ти ствара некоја строгоча, некоја навика, Која некоја строгоча, дисциплина? ја за тоа се заебав, отидов во војска, мене татко ми војска кој ми кажувал, а јас сум многу сакам да се надпреварувам у било што и да можам да се Ама ти си го 3 надпреварувам. месеци до 6. Не, ја бев постена со 9, паксус. Аха. После мене направи на Не си 6. фан на војска, а? Не, Мислиш не дека сум војската на- не може да допринесе за да изгради една машка личност во прав маж. Па не, брат, не. Пошто Нема ти викам врска ја, тоа, значи така? од цела војска ти кога ќе кажеш војска тебе асоцира нешто со војска поврзано со пукање, со стрелање, со нешто. Ти немаше ја 8 месеци војска што бевме пошто месецни скратија, бевме 2 пати на стрелање. Значи која е таа војска? Друго Трчавте, вежби, Ма и тоа беше глупо за живи. Јас све што си замислував дека е така, татко ми што бил у ЈН, он раскажуваше и надпревари фудбал, меѓу касарни, меѓу ништо тоа нема. Таму имаш, стануваш се вале, правиш што да правиш, 15 минути тоа утринска гимнастика и другото иди пали му огинот на овој капитанот, кравч. направи му ова, јади глупости, дремеш. Значи Добро, да се вратиме на Дане. Да, не. Би тетовирал ли политичар? Ајде сега да те ви. Имаме Не, тука ќе кажам да, ама ова мора да се довеси, пошто не ми мења дали е политичар или Да. не. Да, иначе не сум фан на политичари, да кажем. Ако ти рече некој ВМРО да му истетовираш. Па сум истетовирал, така да не ми мења. Ој, Мицко. Само да ги го- заебавам обично кога е за некоја си со боја такво одредено, нели црвено жуто, викам дај стај си и плавко негде некој има. Не дај Боже ќе ти се смени за 4 години. Па после што ќе правиш? Ќе ја поправиме. Да. Ќе ја шкртаме. А после. иначе би истетовирал, да. Добро, Роберт, супер. Мислам дека направивме многу забавен, динамичен разговор. Него не осетив интервјуто, а веќе сигурно има доста поминато. Сега со Минхен ме интересира нешто. Одиш, рече често патуваш ово. Во иднина. Планираш таму да се селиш или ќе си патуваш нон-стоп? Па ти спомнав преска би се селил само ако имам Заради потреба детето, некој ради да. детево. Ја лично Да. не. Вака ми е многу напорно. Значи и- тука планираш да Да, си ама би си останал тука, мислам дека. А кај има подобри тату артисти според тебе? На Балканот или во Ја Европа? мислам дека на Балкан. Па се од Европа цела не знам, нема Ајде, да спорам со запад. земји, почу знам Да. дека овие таму што се Белгија, ајде таму. Па не, од тие имаме сигурно подобри. Така, а? Да, Балканот, Кажи, затоа мислам само само нашиот Македонија труд има кој еден ќе куп се добри артисти. Како? Нашиот труд, тука мислам трудот на од твојата фела што тетовирате, таму многу повеќе го ценат отколку тука. Абе тоа со ценење труд да ти кажам право, сега да не спомнам други студија, ама се многу попаметни од мене дека сам треба валјда поише да се цениш за они да те ценат поише, пошто ние стално се вадиме на тоа бе ради пари, ради ова, ради она, не е тоа ради пари кај нас, него ти како ќе се поставиш така ќе те третираат. Јас сум прилично мекуш за такви ствари, така да нема врска тоа со надвори кај нас. Ценењето на труд, значи, како што кажав, колку што се цениш сам, толку ќе те ценат и другите. Така си е, така си е. Ама поисплатливо е во секој случај надвор, како и да е. Значи, зборам надвор сега овие саглам држави што се нордиски негоре, што се скандинавските, или Германија, Швајцарија, таму не се споредува со кај нас, нели, нормално. Pozdrav da Kilu Maksim, gledate Redcast. Доаѓаме до крајот на овој интересен подкаст. Јас уживав во твое присуство и навистина многу научив за тетовирањето, пошто прв пат имам прилика искрено и да гледам како тетовираш. Никогаш не сум разговарал со тату артист како што си ти. Пред крајот на емисијата сакам само да дадеш некоја порака до гледачите, на сите мои гости, тоа им го викам. Значи нешто што мислиш ти како поука или сакаш нешто да им порачаш. Оставам на тебе една минута. Треба да е побрзано со Не бе, со што сакаш? Со што сакаш? Само не ги тери у Макдоналдс дода да јадам. Не, у Макдоналдс никако да нема да Со е. Макдоналдс. Контра реклама се. Да. Не, порака до гледачите, мислам од мене, општо до луѓе да си ја отворат очите поише, да не веруваат на што гледаат ова на телевизија и на социјалните мрежи, да си гледаат за себе и поздрав начин на живот, добро, тоа е што не правам, они дека го прават. Така. Друго ништо.
Океј. Другото ги се дојде сам. Чашка од Редкаст имаш тука со нашето лого. Фала ти, фала. Еве, сега тетовираш таму Ама да не... стаја таму не можам. Да, не... Стаја тука доле па Е, ќе. тука доле, вака нека стои, ќе си ја земеш, после Фала ќе ти, си се фала. напиеш едно кафенце. Ти благодарам уште еднашка што одвои време и што не прими во твоето прекрасно Таман студио. работа. Уште еднашка Добре, апел дојди. до сите оние што се љубители на тетоважи да го посетат овој исклучителен професионалец, надарен дечко во тетоважите, друго не знам. И дојдете тука во Скопје студио, дечки, на вистина пријатна е атмосферата. Може да си разговарате со него, ќе ви делува, сакате као психолог, сакате као родител, сакате као другар. Роберт е позитивен лик, јас тоа можев да го приметам. Верувајте, денес прв пат го запознав, не е ова ништо монтирано. Вечерва научивме една важна работа. Некои луѓе оставаат трага со зборови, некои со дела. А Роберт остава трага директно на кожа, како што го видовме, впрочем и сега. Тетоважата не е само мастило, тоа е приказна, спомен, понекогаш и мала лудост што човек ја носи цел живот. Ова беше Редкаст, место каде приказните се искрени, гостите интересни, а разговорите се врежуваат во меморија. Јас сум вашиот домаќин, ви благодарам што бевте со нас и запомнете, некои работи во животот се минливи, но тетоважите и Редкаст оставаат трага. Па. Се гледаме, поздрав, чао. Браво. Другари и другарки, започнува Редкаст. Уживајте!